Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Уште еден викенд е позади нас, уште една недела е пред нас. А каква е таа недела, доколку тука не се Лјупчо Златев и Ивица Боцевски во сега веќе култната емисија Еспресо со Златев и Боцевски. Култниот стан. Ова многу нескромно беше. Сега веќе култно. Сега веќе култно, па после толку време е да станеме култни. И многу теми имаме ово утро за отварање, и домашни, што меѓународни. И почнеме со естрадната цена. Ти почна од најнебитното најде. Па така почнува за да го билдаме квантумот на гледачи. Викендов во Скопје се случи свадбата на деценијата. Која свадба бе, кој се жени? Се ожени Јордан Мијалков, синот на Сашо Мијалков, а во мериот беше и Цеца. Значи да му посакаме прво на Сашо среќна снаа, научиња наскоро, да го дочека, да го ожени помалиот син. Среќа, пари не мора да им посакуваме, имаат. Може да им посакаме да ги вратат парите. Исто и на Александра Мијалкова, значи, која што сега мислиш ни веќе не е активна балерина, меѓутоа е дел од ансамблот на опера и балет и не е со среќна снаа. Ајде и втора да си дочека, и внучиња да се исчекат, се поред, така ли? Исто парите да се вратат. Тоа е многу важно. Значи, ја го терам овој човечкиот дел, ти овој политичкиот, така ли? Не, и ова е човечки. Значи, да се разбереме, јас не им посакувам ништо лошо на фамилијата Мијалкови, ако ми имаат тепано овако. Ништо посебно, но јас по тој пар христијански дух, тие тебе со насилство, ти нив со убави зборови, ја не им посакувам ништо лошо, освен да ги вратат парите, тоа не е лошо. Знаете, кога она што не е ваше, она што сте го украле од народот, ќе го вратите кај народот, имате позитивна карма, затоа што се она што не е ваше во животот кога го имате ви носи многу несреќа. Сега за несреќите да биде шофер у затворот у Струга, макар и на папир, таа несреќа е голема несреќа. Сега, например, треба тоа да се исправи, треба да си легне човекот во затвор. Не гледам дека вие што исправитизира Македонија некој несреќа ги снајде во животот, знаеш. Па не се баш нешто многу среќни луѓе вака кои ќе ги. Не ми се гледа така, ама ајде. Јас сум малце по Знам дека ти сакаш да веруваш во тоа дека. Па не сакам, ја верувам. И така и е. Видим ги наследниците, видим ги како се вика тоа. Видим ги фирмите во каков стадиум им се жибуркаат од украденото, немаат нов профит, немаат нови захвати. Така ќе биде. Добро, и тука. Добро. Мене само една друга работа ми е срам. Например, знаеш, во такви моменти ќе видиш какви што преживуваат и тие, па и овие, нели, кои ги спомнавме за свадбава, ќе видиш всушност колку лажни пријатели имаш околу себе, колку е се тоа вештачки насмевки, вештачки, како се вика тоа, вештачка добронамерност и така натаму. Жал ми е реално за овие луѓе, но жал ми е и за нашето општество кое видовме серија на написи по условно речено естрадните медиуми во земјава за овој настан. Видовме своевидно восхитување на тоа, како било накитено, кој како било облечен, кој пеел. Па тука нормално беше спомната и балканската Дженифер Лопес. Така е? Да. Ние имаме едно старо несогласување во на Цеца. Што мислиш каде пее Дженифер Лопес по свадби, ако споредиш века? Добро, се не верувам дека кај шефови на наркокартели по Јужна. Гарант. Не се сомнеме во тоа. Љупчо, значи, дебе ти си пошетар мајко, мо ние работи ова го нема никаде, ова само кај нас го има. Не, види.
Ако нешто ќе нас Не, видиш ја како не викам феномен, дека само кај нас, јас сум во разочаран. побогатиот и Јас сум помоцниот свет го гледаш пута 100, пута 200. Јас сум разочаран кога гледам како луѓе се восхитуваат на како луѓе се восхитуваат на новој простаклук и на тоа не ново печено богаташтво. Иначе мене не ми е проблем, нели, ова се случувало или она. Знаеш, сегде има зашо и тука има и доза на расизм. Ма не е само кај нас. Знаеш, само ти кажам. Тука реално има и Она наркос беше глобален феномен на Пабло кога сите му се восхитува по цел свет. Значи збориме од Њу Йорк до. Но кај нас има и една доза на расизам. Да речеме кога Амди Бајрам прави свадба таква, со авиони и со авиони, со хеликоптери, цеци и така натаму, тогаш цела покојни, Бог да го прости, Амди Бајрам, цела држава му се смее и фаќа сеир. Мора да си кажеме, другарче беше. Апсолутно. Се дружевме со него. А кога Сашо Мјалков го прави истото, тогаш тоа е многу јако. Да. А всушност се работи за истата активност. Знаеш дека да се разбере. Не знам за тебе, ама ја 2 пати го одбив да бидам жири на тоа, како се викаш, ромска убавица. И вика, знам бе зашто не сакаш, бе, викам, глупаво е, викам, шо ќе правам ја, викам, само викам, кога сум се плеткал, викам, со тој свет. Добро. Меѓутоа видов дека нема му значи, знаеш, и сега ќе видиш дека некој те убедува дека нешто му значи, непријатно ти е што го одбиваш, ама има некој граници. Сега на Амди кога правеше сунети свадби, сите му се смееа, сега сите се восхитуваат. Ама добро, на тоа. Кој дизајнер ги направил? Амди Бајрам е граѓанин, државјанин на Македонија. Ама му се смеа. Ама зошто, види сега. На Сашо не му се смеат, му се восхитуваат. А всушност го прават истото. А не гледам, види се, зависи. И исто, сега тука еве, ајке се, ова до сега беше, нели, пак ќе кажам, ја им честитам и посакувам се него, тоа е најнормално човечки, така натаму, но добро, сега син се тоа го оставивме, но сега син тука да видиме еден јавен интерес малце, да. Па на човеков колку милиона имот наводно му запленива, и он уште има пари да ја плати цеца испод 50.000 евра не ти искача од Дедиње, не па од Белград. Сега мораме човечки имат убава ли ја знаат? Па не знам. А не знаеш, па добро викам близко сте со Јордан со генерацијски, да не знаеш кој е шо е, како е. Добро, не секад сме имале различни. А без разлика што Ја повеќе сум бил во по скромни друштва, ние прашкасти работи не сме сакале. Не сме баш во иста екипа. Во секој случај, среќна сна за Сашо и за Александра. Да си дочекаат и на помалиот, а во однос на сите други работи ќе би добро да дојде тука да се објасниме, знаеш, тоа е била гледана емисија Сашо да ни дае у гости. Да, еве за тие работи се наместо вака се да зборуваме и ти да го викнеме, да ни каже. И на крајот од денот, добро утро, началниче, како беше еден почитуван слушател, сега да не го именувам, добра порака ми пратил, сите ние му ја плативме оваа свадба, време е да ни се заблагодари господинот Мјалков. Доста да не дојде студија. Да, и нека каже, фала ви, ние инвестиравме во Цеца, нели, како држава, затоа што човекот со 1000 евра плата во, како се вика, Управата за безбедност на контразнаување успеа да направи хотели, успеа да направи милионски компании, 45 стана му заплени или 35, не знам како беше. Предпремачки дух е тоа. Да. Кој не е наскрив што ги немаме тие, како се ги викаат тие инстинкти на джунглата, нели, како се ги читаш тие бизнес книги, сега јас ги прочитал, да. Инстинкти на джунгли, мунгли, едно друго, и потоа, да. Како беше успешен фадар и неуспешен фадар. Она е добар до феноменален, како е good to great, како да го преведеме. Може некад да направиме таков Брайан Трейси, како се вика, едиторијал во оваа емисија. Па не да го анализираме кај нас тоа, ако нели на запачу се анализира како некој успеал, нели, од партали до богатство, така, нели, Rex to riches, така. Ај сега ние да ги видиме биографии. Али добра свадба сме им направиле, нели, со наши пари. Им посакуваме среќа. Па не е прва. Со надеж. Ако гледаш така свадби од наши пари, не е прва.
И се надеваме дека еден ден ќе ги Што да вратат. речете вие стечајци бебе кои гледаат свадби на нивните бивши директори? Со чии пари се тие свадби правени? Се кога зборуваме више вака. До стечајците кои живееле, кога се случувало тоа, јас у 90-ти јас сум бил дете. А ја не Градењето на Сашо Мјалковско е гледано за со кај што своји не го гледаш, очи. ја го гледав. И јас сум современик на овие делувања и токму затоа не можам да останам имун да не ги кажам овие зборови и плюс да кажам срам да име на сите оние кои со лажни насмевки отидоа таму, некој да ги види, срам да име што пиеа од украдени пари и јадеа од украдени пари и слушаа пеачка која беше прилично селска музика, платена од украдени пари. Одиме на втората тема за ово утро, мислам дека свадби и честитки делот го завршивме. Знаеш колку битни работи у светот се случуваат? Или прва и Македонија ќе гледаме? Да ја фатиме ивица прво Македонија, затоа што во светот што и да се случува, ние сме на еден или на друг начин ќе го почувствуваме. Добро, битно е. Но оној кој ќе го почувствува прв, тоа се нашите политичари. Го гледаше Ковачевски и Битики, ги гледаше викендов беа. Што беше тоа, што се случи таму? Колегата Матеја Петровски од Алфа го праша Димитар Ковачевски дали прифаќа тоа што во случај на пропагање на избори претседател на држава ќе биде Талат Џафери, во контекст на она дека ќе ги одвојат нели претседателските од парламентарните избори, пошто Битики демонстративно го напушти тој. Зошто кај се препозна? Ивент, па затоа што наводно тоа што прашуваш за дој била етничка омраза кон албанците. Ма не, 100 пати ве тука кога зборуваме во студио, нели тоа го зборуваме. Проблем е што партија во Македонија, која што има во моментов 11 пратеници од 120, што е помалце од 10%, од кој се отцепи нели Изет Меджити. Партија која што има 11 до 120 пратеници, ќе има председател на држава, председател на собрание, председател на влада, министар за надворешни, министар за финансии. Тоа е проблемот. Значи, ако, како да кажем, ја немам никаков проблем, ама тотално никаков проблем, еве. Да излезе асален кандидат на демократски избори, да победи албанец во држава, бошњак, србин, марсовец, бугарин, не се. Индиец е британски овако да го фати. Што е проблемот? Тие како што знаат математика, знаеш каков министер за финансии може да имам? Баш не знам дали гледаш за ова стереотипот тие како што не без за Шкотска. Дали гледаш овој пакистанец има? Да, ама сопругата му е палестинка. И тоа од Газа. И родителите се заглавени таму биле на некоја семејна веселба нешто. Не може да излезат луѓето. Не, да се вратам. Значи, што е проблем? Никаков проблем. Ја немам никаков проблем со тоа. Што е проблем да се договорат партиите 61 пратеник да биде премиер албанец? Никаков, ама тотално никаков. Една работа е само што треба да има председател и премиер во нормални демократски земји. Тоа е народен легитимитет. Да, да биде. Ништо повеќе не бараме. Да. И државјанин да е. Мора да е државјанин се, што да правиме. Овако. Иако тоа е тоа. И Димитар Ковачевски рече дека ова прашање е непристојно. Зошто? Зато исто од истата побуда веројатно реагира за волја на вистината Издруженијето на новинари на Македонија, Издруженијето и Синдикатот на новинари. И што заклучи? Па дека ова однесување од страна на власта е неприфатливо во однос на еден новинар, затоа што на крајот од денот критиките беа кон новинарот, затоа што поставил такво прашање, а суштината во новинарството е дека не постојат лоши прашања. Добро, освен она со реновирањето на за време на корона, оној што праша дали е окей време да се реновира, тука луѓе умираат. Не знаем дали имам понекогаш и лоши прашања, но во однос на јавниот интерес тоа да се одговори, знаеш, на па дури и тоа мора да се одговори, па да ви кажам искрено вака, па од некој професионален аспект, па и не беше толку лошо тоа прашање, затоа што стварно тогаш беше сезона на реновирање, па сега
Ја можеби местото не беше баш А е адекватно. ова што го кажа, знаеш, Али- кога веќе имаш како просечен граѓанин на Македонија 10 стана, 9 те ги реновираш, вредно ја живееш. Тој што сигурно 25 му заплениат на Саш. тој што сигурно добро, ма Замисли но да е треба да просечно. реновира. Ја еден имам Не, реновирано од Не, 45 он не е квадратна, просечно. полудев. Добро, он не е просечно. Полудев, замисли, че 25 страна да реновираш. Мајстори све, кој што се... Бе, Господ попуска Косо ги да дал. биеш. Попуска да биеш за 20. Не кажам какви. Да. Има еден збор така на ПРЕВ, али ајде, да ги оставиме, има и добри. Има и добри повеќе. Значи, да се вратиме на темава. Реакцијата на Битики, не знам кај се препозна со ДУИ. Не знам, Или од СДСМ. мене И баш председател на СДСМ, така нешто? подпредседател е на СДСМ. Па што глумеше? Минатата недела мој Најдер го изрекламира дека од кај него купува лодела. Многу ја и има, да ви кажам искрено, до оваа пресконференција, Не, ако не ме го праша, разбирам, чекај се. ако ме праша, извини, до оваа пресконференција, ако некој ме прашаше, кажи тројца окей луѓе во владава, ја ќе го кажев Битики, ќе ја кажев министеркава за добро однесување ли беше? Не, за добро владење. За добро. Како викаш ти таа функција порано? Министр за корупција. Министр за корупција. Не, она е за добро владење. Славица Грковска. Она е се каже. окей. Да. Али поише за добро однесување од за добро владење, затоа што обидува. не видовме Се резултати. обидува да ги дотера во ред. Да, се гледа. али не видовме резултати. Не, ама секојаш кога треба да се изјасни за некоја тема, се изјаснува како што треба. Да. Сега Резултати нема, али нема окей. Види, И- барем ако ништо друго има некој таму што мисли со глава, гледаме. И третиот добар министер би мислел 25 дена да го најдам. Реално, но Битики го сметав за окей. Колку и дури ми беше греота кога беше човеков стаен у незгодна позиција ова сега со замрзнување да одговара на прашања каде што стварно политиките на владата беа луди од типот на политанки као луксус да се гледаат и такви работи. Човеков се мачеше и се гледа дека се мачи. Нели да го оправда тоа и окей беше, но ова комплетно не го разбирам последно. Ајде веројатно ќе излезе на некоја емисија да се дообјасни. Да видиме што ќе кажеш, ајде. Да, и Битики е од СДСМ. Да оставиме ве и ти дека бил лош момент. Иако не верувам ја лош момент, ти знаеш тоа. Еве тука имаме една дебата помеѓу слушателите на Facebook, кај нас велат па добро вика ако на политанките се луксус, што е ова? Цеца што е платена минимум 50 евра. Валјда треба Цеца да ја ода ночи. Луксус. Сега сигурно платил персоналец, предпоставувам. Ако ја платили у Србија, а може и офшор ја плаќали, знаеш. А сепак тоа сепак не е баш фамилија тука што ги чува сите пари. Ќе видиме, не знам, тоа е прашање кој треба и Цеца да го одговори. И УЈПБ треба да провери. Како тука проверувале пенкала, дали сум ги имал пенкалата, што сум ги купил у фирма, проверувале се и се што. Не нашле ништо, па нека проверат и Цеца од кај е платена, Види, колку тука е има платена. основа сомеш, брзо ги снема тие пенкала. Може од како се викам, може у кеш да е платено, може па и од Кејв дошло да 50 тоа. Ујма не. Мада не верувам. Во однос на Битики да се вратиме, Ајде. владата некако заглави во обидот да ги изрелативизира работиве со Па не им е прв колегата Петковски. Мене уште не ми е јасно зошто Ковачевски не смогна сили да одговори. Се што требаше да каже дека јас прифаќам дуи да има се, јас не прифаќам дуи да има се. Немаше тука некоја посебна се бараше од него, што поише. посебна филозофија или нешто се Ништо што поише да тоа. кажеш. Па добро, сега немам проблем ја талот да биде он е председател на собрание, кога го избравме за председател на собрание, ние Бевме свесни за последици. бевме свесни дека може еден ден да дојде до таа ситуација да биде веде председател. Види, па тоа така се прави, нели? Ја, например, така би одговорил да бев Ковачевски, освен ако не сум договорен тоа навистина да се случи, и ако него... Знаеш што ги боли таа Па не теза? само тоа бе се случило во историјата на Македонија 3 пати. Да. До сега. Стојан Андов бил вршител на должност председател, како председател на собрание, додека Киро Глигоров се оправуваше од атентатот. Потоа, заради оние бандитски избори од 99 година, Саво Климовски беше еден извесен период
председател на државата, како председател на собрание и на крајот, по трагичната смрт на Борис Трајковски, исто така и Љупчо Јордановски. Беше веде председател на државата, покојниот Љупчо Јордановски. Сега, мислам дека сите рокови беа запазени и дека Трајко Велјановски не даде во таа роља. Мислам, усвари сигурен сум дека не даде, иако види пак кога бил секогаш кога бираш председател на собрание, знаеш дека тој е следниот во линија во случај на оставка, трајна спреченост или смрт на председателот. Значи, затоа се внимава кога се бира председател на собрание на квалитетот на личноста. Да. Едно време председател на држава беше Јане Макрадули. Барем така пише. Добро, Вест така пише, ако се сеќавате, кога беа сите на патување председателот и премиерот и председателот на собрание, и уствари заменик председателот на собрание беше прав човек во држава. Не беше без страхов влада тогаш, бе, опозицијата. И Јани Макрадули председател. Не, мислам, тоа беше за фраканција, затоа што кој е надвор председателот не седнеш ти у неговото столче да бидеш председател. Не, но има некои работи, Љупчо, например, има некои работи понекогаш е потребен итем брифинг, служби за безбедност едно друго. Пред него тоа се прави. Значи Јани Макрадули е. Така е, видиш. Тие такви се правилата, значи има некои работи што мора да Дај да не објавуваме на Википедија листове на председатели на Македонија, некој ќе ни се смее. Реално да бидеме искрени, знаеш. Не, и сме објавиле, меѓутоа е факт. Го нема Јани Макрадули, добро е. Факт е. Не дека па други. Значи еве да се вратиме на темата. Што е проблемот? Проблемот е каде е демократскиот легитимитет и каде е демократијата. И проблемот, Ивица, да. Веројатно што Ковачевски си има договорено за оваа работа. И ние први го објавивме тоа со вонредна состојба, тие глупости ги претекнавме и ради тоа многу не мрзат во СДСМ, иначе тие работи отворено ги. Ама не, тоа реално се делуваше. Ја мислам дека малце ми е тоа. Мислам дека па зашто тогаш не одговори во однос на Таладжев? Не, ја мислам дека или крај ако сакаш да бидеш политичар, кажи ќе успеат изборите, ние ќе победиме и крај. Имаш одговор. Да. Не, јас мислам затоа што може Таче да го викнеме тука да го спремаме за политика. Јас мислам затоа што наслутува дека брифингот што стигнал до тебе е вистинит од некој состанок. Што се водел таму. Они не ни знаат кој ми кажал. Ако знаат кој ми кажал, ќе имаат уште поголем проблем. Она што јас го знам е дека уште на тој состанок реагирале луѓе да кажете ај му. Како беше он на малете доживење. Овако. Ама веројатно е интересно и што друго се зборила на тој состанок, овако. И претпоставката е што ти знаеш од тоа. И Ивица, што знаеш од тоа? Сега не можам сега да толку да ќе го изгорам изворот. Јас си кажав тоа што требаше да си кажам и си испостави како точно и никој не го демантираше. А се сврте по сите медиуми во земја. Така што јасно е тоа. Дека е така и дека разговарале, никој не се. Ако е така, така е. Ако е така, така и никој не се смогнува да демантира дека планирале вонредна состојба премиер да биде Артан Груби, а председател Талат Џафери во тој период. Никој не демантираше, а ако демантира, може да извадиме и аудио негде. Да не се секираат. Да. Тоа што си е. Значи да не идеме сега лево-десно, треба да си го коментират или треба да има доволно памет да се повлечат од оваа глупост. И крај. Друга важна работа, Ивица, во петокот не беше овде Мицкоски, се сеќаваш? Да. Кога наватреше тука, стварно? Тука беше? Се зесам. Се извинувам, беше тука Христијан Мицкоски, имавме одлични интервју, одлични гледаности на социјалните мрежи, пренесено по сите портали и така натаму, но она што се случи потоа е дека одма по емисијата Пендаровски реагираше. И не ми се допадна реакцијата. Не делуваше президенцијално, брам да бидем искрен. Тоа значи дека Пендаровски на Борил тајм одговори. Борил тајм одговори. Уште немаше завршен. Тоа значи дека председателот Пендаровски не слуша секој сабајле, председателе добар избор на емисија имате. Морам да признам. И музички вкус. И музички вкус имате добар, но тука завршува. Добро. Види, кога сме на тема... Мицкоски овде каже дека Ковачевски нема рейтинг за да биде председател
на Кукен совет, камо ли председател на Пендаровски, државата, мислиш, Пендаровски, да. И Ковачевски кажа. Добро, не дека сум далеко од вистината. А на тоа Пендаровски му одговори дека лидерот на партија, човекот кој има помал рейтинг од својата партија и помал рейтинг од Никола Груевски, нема право да го зборува тоа. Па после од ВМРО одговори, така имаше пинг-понг цел ден. Тя Ковачевски нема рейтинг, колку е низок рейтингот на Мицкошки има и анкети дека тој води па на одредени анкети како најпопуларен лидер. Но сето тоа може да се види и на избори. Не, ќе дојдат избори, ќе видиме. Еве, не мора ништо да веруваме, така? Да, еве, Драган Пешевски напрашува тоа со Јани Макрадули. Во случај Боцевски вика кој ќе иде надвор, кој ќе го менја. Ние имавме Драган Милосављовиќ го менјаше. Он беше во улогата на председател на собрание. И квантитативно и квалитативно. И квантитативно, и после тоа го менјаше еднаш два пати и Горан Момировски. Звонко Анкуловски. Звонимир Јанкуловски, има повеќе заменици. Овакво сите се добро образовани. Само ти си незаменлив. И мене ми има Драгче менја. Кој бев на Бања лани. Значи, по кошаркарските термини, Драгче all-round player. Да. Оне. Да, иеко. Јован Ване Петров вели добро утро, муабетот дека Мијалков правил свадба не држи вода. Мијалков преку синот прати директна порака и до власти и до воопшто до секој еден граѓанин во Македонија, таа е многу јасна. Не можете толку да ми земете колку што имам и ништо не ми може. И ја малку би го сменил ова, би дал. Не можете толку да ми земете колку што јас можам да украдам. Ова е добра така пермиса. Треба Јован да си го поканиш, вака со овие муабети. Кој Јован? Ване Петров, не. Ке го викнем. Да. Па може и он да ме мења некој сабајле. Предпоставам дека и тој му честита на Сашо за Ние сите му честитаме, се жал ми е што немаме такви песни у компјутер. Иначе ние може тука нешто англиско да му пуштиме, него тоа нешто не му значи. Џабе ќе му пуштиме. Ме разбираш? Тие од Цета, Александра Пријевиќ, там Милица, не знам која е некоја што била, ја не ги пратам одамна, нели? Такви песни немаме да пуштиме, иначе ние би пуштили по желба. Од кога не ги пратиш? Од кога не ги пратиш? Не ги пратам, да не. Јас со Турбо Фолкот си имам скарано 7 одделение, негде почнав рап да слушам. Па после станав рокен и тоа така иде све и на крај заглавуваш. Во една фаза кажеш на крај почнуваш да слушаш озбилна музика и заспиваш со Џо Кокер. Ја па реков со Бетовен, вака која каже озбилна музика на тоа. Тоа син ми Моцарт го слуша. Има една добра плейлиста на Spotify, Mozart for Babies. Тука, да. Од мал работиш на... Да, од мал работам. И сега ја, ако еден ден почне тоа селјачкото да ми го пушта, ке речем, без со Моцарт сум се растел, гледај на шо стигна. Се надевам дека нема да биде така. Не, ајде да се вратиме сега на ова, значи една несоодветна реакција на председателот на државата. Па добро, сега во политичкиот жар е дозволено, мада не може сега на радио лидер у реал тајм да одговара. Само да ти кажам нешто. Пак 100 пати сме правили оваа тема. Еден председател на држава, ако има политички авторитет и морален авторитет, не треба ништо да работи. Доволно е да знае дека е тамо човек со политички и морален авторитет кој што ги гледа лудилата и доволно е тоа да се сепне. Но, ќе речам, треба да се има политички габарит и морална вертикала. Оставам на тебе да ги довршиш коментарите околу ова. Не, бе, ја не му замерувам многу, јас сакам почесто председател ги коментира нашите. Може и ово од Сабајли свадба да ја коментира. И они така е познат по так, немаме проблем што. Па нека дојде еве таман. Нека дојде, можеме да анализираме. Кој како да смокинг носил. У позадина па нели како Бети Камчевска кума ли била, шо ли била таму беше и видовме. Добро. За новинари бе. Се добро, не се баш новинари, глумат новинари. Джандари се шо беа таму гости. И така безбедносните мерки исто. Безбедносните мерки. Тоа го работел. Па шо вика свадба за затворени врати, некој медиум имаш се утепа во смеење, па која е таа свадба за отворени врати? Со отворени врати. Кој сака нека дојде. Одиме со кратка пауза за реклами, почитувани слушатели, по која ќе се вратиме во вториот дел на емисијата во кој ќе дискутираме малку поозбилни теми. Почитувани слушатели, за време на паузата се јавија со демант и реакција од
синдикатот на затворските возачи. Велат, згрозени сме од однесувањето на Златев, кој на еден наш чесен член ово утро сака да му ја уништи свадбата. А не, ние честитавме за свадбата. И пак е честитаме. Заборавихме на Јордан Невес да му честитаме. На сите им честитавме. Па и на, како се вика, и на чичкото Никола да му честитаме. А добро, да. Он може жени. преку Zoom да се вклучува многу. Може би преку Zoom се вклучил на А свадба. види, забораваме секоја, знаеш, човечки момент има во сите работи, така што Не, за човечки. тие што се главни протагонисти, нели? Независно кој е, што е и како е, свадба е свадба. И цеца е цеца. Да. Сега за тие другите работи околу целата Ивица, ќе го да, ставиме тоа. Ај сега вака. македонски теми, Чеке са две работи да не заборавиме. идеме со Израел или ќе го оставиме малку за Малку показ? за чеке са мораме да испочитуваме, еве спомнавме Пендаровски, а сега да ги спомнеме и председателите на Македонија, односно председателот Иванов имаше Овако напомен. да. Не. Кога веќе да ги спомнеме председателите на Македонија кои што има два настани. Председателот Иванов ја држи 14-тото издание на школата за лидер Иванов. Многу интересен состав и на предавачи и на учесници. Прв пат има, не прв пат, него има една сериозна меѓународна компонента, од цел свет се дојдени учесници. Се одвива во Охрид. Тоа убаво е, еве, што и по завршувањето на функцијата тој продолжува со една ваква активност. А претходно имаше Скопски форум за културна дипломатија што го коментиравме, се надеваме дека тоа ќе прерасне во нешто повеќе. Сега, после подолго време го видовме и твојот омилен поранешен председател. Бц! Да. Всушност, како бе ги делиш овој ти твојот најпочитуван председател, овој ти е твојот омилен председател, така се Иванов и... Не. Мене омилен ми е Бранко, најпочитуван ми е Киро. Добро. А Иванов или професор сепак тука... Имам повеќе една емоционална врска со него. Аха, интимна, тука. И затоа што сепак сум читал негови книги, Професор, да предаваш. предавач. Значи тука и сакаш да кажеш имаш конфликт на интереси. Конфликт на интереси, си го поштуем. Иако имам забелешка и до него и до Бранко. Баца, ке речеш. И до Баца. Значи имам сериозни забелешки, зошто ги пратам цело време. Морам да кажам дека мене не ми се допаѓа таа одлука да глумат амерички председатели, као сега они не коментираат Мене па ми се дневно политички збиднувања. Не ми се допаѓа од една единствена причина што во изминатиот период имавме оваа земја помина преку толку страшни премрежија и поминува се уште со Бугарија, што за мене е недозволиво они да глумат сега тука Обединети нации. Сомневаш дека Иванов и Црвенковски го поддржуваат овој бугарскиот предлог за промена на уставот? Значи јас не се сомневам во ништо, но очекувам од нив реакција. Зошто? Затоа што тие биле избрани, извини, ја биле избрани на избори од овој народ. Значи 5 години едниот, 4 години едниот, 8 другиот, 5 едниот, 10 другиот. Да. Живееле во председателска палата, до ден денес пензии им даваме, како држава им даваме канцеларии. Значи се уште живеат од наши пари, сега со покачувањето на плативе, нели и нивните плати порасна, тоа не го зборувавме и треба да имаат председателите пензија, не сум против тоа, но од нив очекуваме да имаат став барем по најбитните прашања во земјата. За Бугарија се изјаснија. Значи, тие муабети 2 години, 2 пати у годината ние глумиме Обединети нации, 363 дена кјутиме, тие работи мене не ми се свигаат. Добра, значи, да бидеме искрени. Дали има активен председател? Има. Нивната роља не е да бидат постојано во жижата на јавноста. Значи, не да бидат во жижата на јавноста, но да се појават
и да кажат. Па кажа, 2 пати годишно, без новинарски прашања, на некаква си таму говорница во одделот до терени, наредени таму сите од дипломатскиот кор што ги пратиле де вамо, де таму, вклучително и мојот колега Ивица Боцевски. ја бе фика што не ме И кај праќале. едниот и кај другиот. Да. Бранко не те пратил, беше и кај него, Да. нели? Тоа мене не ми се свига. Значи, дечко, ќе доеш тука кај Мену радио и ќе те прашувам за све и ќе одговориш. Ќе отидеш, не кеш кај Мену радио, нема проблем, го имаш Сител, го имаш Канал 5, го имаш Канал 7, го имаш Алфа, имаш 500 медиуми. Очекуваме од нив многу одговори кои не ги добивме. Добиваме едни кратки така, пола страничка говор, ќе го издржи, ќе каже нешто, после Чекай вториот дел ќе биде ги сакам сите мир во светот, не сте мисови вие. Во однос И двајцата сте далеко од мисици. Во однос на овој бугарскиот Значи, предлог се изјасни. Недоволно. Чекай, замрзна членство во СДСМ, мала работа ли е? Тоа беше одамна, од тогаш нема никаква реакција. Немаш ни на година и пол една реакција имал. Сега, меѓутоа, тој имаше настан затоа што е член на Подгоричкиот клуб, нели, што го направија поранешни претседатели од Балканот. Беа собрани на интересен импресивен состав на поранешни претседатели, премиери, министри од Балканот и од поширокиот регион. И тука Црвенковски ја реафирмираше онаа предавање тезата од предавањето кое што го држа во јуни за меѓучекор на нашиот пат кон европската интеграција. Тоа го прави на еден прилично, морам да кажам, добар начин, покажува дека е созрен како политичар и за улогата што има на поранешен претседател да го прави тоа надпартиски, над поделбите, надетнички, над како сакате. И сметам дека ова е една добра нишка која што тоа избра околу своето идно делување. Исто како што и овој делов со културната дипломатија му доликува на претседателот Иванов. Така што чисто ми беше, не ми ја фати темата Љупчо, да направам еден контрапункт измеѓу претседателите од една страна и Стево Пендаровски од друга страна. Мислам дека јас не можам да ги замислам Иванов и Црвенковски да се прекуваат со лидер на опозиција. Затоа кој има поголем рейтинг. Преку Facebook. Да, Ти можеш да ги замислиш? Кога беа на функција. како? Кога беа на функција Иванов и Црвенковски, можеш да ги замислиш како на Facebook пишуваат статус кај што се препукуваат со лидер на опозиција? Добро, у нивно време, особено време на Бранко, Facebook, мислам дека Бранко од која излезе од канцеларија свати што е Facebook. Ама добро еве и да сватил. 2008 не ни беше популарен. Без разлика, Facebook во земја. Без разлика. Го знаеш и едниот и другиот. Добро. Би си трошиле време за да ваква работа? Па не знам се, што знам. Киро Глигоров? Па не. Дури и Борис Трајковски, не можам да го замислам. Киро, ја мислам дека он поише по Тиндер би бил вака по некои историски анализи. Значи се не бега од темата, значи во секој случај добра активност на поранешните претседатели. Ајде одиме сега меѓународниве теми, со шоки Значи отвориме. тоа е според тебе добра активност, ја очекувам многу повеќе од нив. Не, одлично. Заплатата што ја вадат ова. Не, одлично. Они заработуваат човече колку ја и ти заедно што заработуваат еден од нив месечно вади, ние секоја сабајле коментираме они 2 пати годишно. Нема. Не. Јас дури ќе ти кажам, сакам на едно стратегиско ниво и во делот на културната дипломатија и културната промоција на Македонија да се најде својата нишка претседателот Иванов, а и ова околу влезот во единствениот пазар на едно стратегиско ниво, јас го замислам Црвенковски како тоа може да ја води дебатата и да насочува дебатата. Така што тоа е една убава црта која што може и двајцата да тераат. Овако. И ги искара. Значи, има тука да Сега се... како добар и лош полицаец. Јас сум беткап. Да. Ајде меѓународниве теми. Меѓународни теми, ратуемо ти и ја кој Израел и Палестина, гласи песната на Такво нешто? SARS, поодамна е таа ратуемо, стара е. Работите излего одамна од контрола во Израел по бруталниот
незапаметен напад на Хамас во кој многу цивили загина, а Израел безскрупулозно враќа. Тоа подигнува прилично аларми во светот и во делот на човековите права и во делот на злосторства против човештвото. Муслиманскиот свет се екипира, се солидаризира со Палестина. Израел ја има својата поддршка од своите стратешки партнери, но сите му велат дека малку треба да прикочи во однос на методите кои ги користи во оваа војна. Се спрема копнена инвазија во појасот Газа, нешто што меѓународната заедница баш и не го прифаќа. Не само тоа, туку вчера и председател Бајден отворено кажа дека Соединените американски држави се против копнена инвазија и против окупација на Газа. Европската унија исто така го искажа овој став. Кога станува збор за Европската унија, дури имаме малку и по мора после изборите на Европскиот парламент да се изберат функционери во Европската унија кои што ќе бидат наштима симфониски оркестар. Ова на ништо не личи што гледаме сега. Не знам дали виде дека клучни европратеници од партии значени, една од најголемите соработнички на Макрон, ја критикуваше Урсула фон дер Лејен, вика, не ти е тебе работа со меѓународна политика занимаваш. Што кршеше глава во Израел, во смисол онака, прибери се дома и дава изјави кои што се согласени. Исто времено во Вархеј, што најави дека ќе ја кратат помошта на Газа, така? Не знам дали видиш што се случи меѓу време. Меѓу време ја триплираа помошта. Значи, од кратење на помош до триплирање на помош, и сега Европа делува смешно во очите на целиот свет. Јас разбирам дека има разлика измеѓу начинот на кој што Америка гледа на конфликтот меѓу Израел и Палестина и Европа. Јасно е дека Европа е избезумена, затоа што се што се случува во тој дел од светот има непосредно влијание врз Европа. И там може малце поприбрани реакции. Ова многу делува, како да кажам, недоликува на Европа. Час кратиме помош, час ја триплираме. Во секој случај час го поддржуваме, го браниме Израел, час му викаме чеке полека. Мој став, изминатите денови поради мојата поддршка за Израел имав прилично така лоши реакции на социјалните мрежи. Луѓето не ја разбираат природата на случувањето таму, апсолутна поддршка за Израел во справувањето со тероризмот, но онаму каде што живее цивилна популација, онаму каде што живеат луѓе, Израел мора да биде многу внимателен и не смее да дозволи хуманитарни кризи. Добро е што вчера повторно ја пуштија водата во Газа, дел каде што беше исклучена. И не само тоа, него го отвориле граничниот премир со Египет за да може да влезе помошта за хуманитарната помош. Секој кој различно, секој кој сака нехумано да постапи, не е ни прозападен, не е ни антизападен, не е ни промуслимански, не е ни антимуслимански. Секој кој сака радикализам, кој сака крв и убивање е психопат. Значи тоа е се што имам јас да кажам. Точно. И овие муабетиве што ги слушаме во Македонија, етнички чистења, дај здравете на тие глупости. Мислам, 21 век. 21 век. Полека, малку со доживувањата по Македонија. Исто така мораме да кажеме дека не го коментиравме тоа. Невладините организации, вклучително и европските земји, ја критикува оне повикот на Израел да се евакуира северниот дел на Газа, 1,1 милион жители да ги напуштат своите домови и да отидат кон југот, затоа што нема логика еден таков повик. Ивица, така што да завршиме полека. Ај утре Полска. Утре Полска, избори во Полска, но и утре може да најдеме и нешто многу интересно. Почитувани слушатели, останете со 107,4 FM, следува одлична музика. Јас морам да идам до Канал 5, нешто сум гостин во таа нивната утринска нешто лајфстайл. И реков ми рече.